Добро вечер. Дозволете ми на почеток да ве поздравам на оваа вечер која е представување на една книга, а не знам веќе која поред во едицијата книги кои Фондацијата Отворено општество Македонија ги објавува. Тоа се некомерцијални изданија и тие се бесплатни. Фондацијата не е профитна организација и таа не може да продава книги, а од друга страна таа дејност сметаме дека е исклучително важна, зашто живееме во време во кое книгите ни се чинат дека се исклучително важни, особено оние книги за кои некои посакуваат да ги запалат. Овде во предговорот на книгава ќе најдете еден податок кој мене не ми беше познат, дури не го читав преводот, а тоа е дека и оваа книга се обидувале да ја палат, како што вели авторот на предговорот за коравените енверисти. Но она што е најважно ми се чини е тоа дека оваа книга можеме да ја сметаме за почеток на еден проект кој јас работно го викам диктатори стари, диктатори нови, од фашизмот, комунизмот па до популизмот. Значи, оваа книга отвора една низа, идни преводи. Ние би сакале да избегнуваме ситуација кога за некој диктатор пишува некој однадвор. Би сакале да ги наоѓаме оние книги во кои сограѓаните, некој од сограѓаните пишува за диктаторот од неговата земја. И овде имаме една исклучителна чест. Јас се надевам дека кога ќе го промовираме тој проект, со некаква тркалезна маса, Бленди Февзију ќе биде наш гостин овде. И тогаш ќе можеме со него да разговараме на рамна нога, во смисла дека сите ние тогаш се надевам ќе ја имаме прочитано книгата. Се работи за, ми се чини за еден потфат кој за чија сериозност може да сведочи листата на благодарности кои ги искажува авторот на оваа книга, кој инаку, патем биде речено, исклучително популарен и уважуван новинар во Албанија. Тој ја води, ако не ме лаже информацијата што имам, исклучително популарната емисија, политичка емисија Опиниони на телевизија Клан. Мерцел, исправи ме ако грешам. Во својата благодарница Бленди Февзију им се заблагодарува на Исмаил Кадаре, нема потреба да кажувам кој е, на директорот на Националната библиотека Аурел Плясари, кој не само што е директор на Националната библиотека, туку спред она што го знам и што сум го читал, се работи за еден исклучително угледен интелектуалец, кој ми се чини дека во времето на енверизмот живеел во Виена, кој му помогнал во редактурата на завршниот текст, на директорката на Централниот државен архив Невила Ника, како и на бившиот директор на архивот на Министерството за внатрешни работи Кастриот Дервиши, кои ми помогнаа со документи и со своите забелешки. Има една интересна работа со оваа книга. Можете да ја читате од почеток, а можете да ја читате и од крајот. Во последниот дел од книгата има една низа фотографии. Последните две фотографии се направени на ударот на Енвер Хоџа, значи тој веќе мртов. Истовремено, ако се вратите на почетокот на книгата и го прескокнете предговорот, ќе дојдете на првата глава која се вика Смртта тропа наврата. И нема да одолеам да не прочитам два пасуси. Затоа што тие говорат многу и за самата тема, меѓутоа и за, би рекол,
квалитетите писателски на авторот, кој очигледно спаѓа во една категорија на врвни публицисти. Вели вака. Енвер Хоџа, лидерот кој раководеше со Албанија, 41 година, ова е 1985 година, 3 дена пред смртта. Кој раководеше со Албанија 41 година, колку што знам, единствено Ким Ил Сунг владел подолго од Енвер Хоџа, говорам за комунистичкиот свет, го доживува врвот на своето владење. Никогаш во текот на тие години не бил толку моќен колку тие денови, никогаш за време на тие децении не бил физички толку истоштен. Немоќен да шета низ дворот на својата куќа, низ дворот на таа зграда во внатрешноста на блокот или забранетиот град, и така е познат, и така сум го видел 78 година. Каде што живееше од ноември 1944 година, тој се движи седнат во количка. Тука живее од денот кога начело на партизанските сили влезе во Тирана со својата влада. Една од причините зашто ова сакам да го прочитам покрај темата и тоа да добиеме малку чувство за квалитетот на преводот што го направи Ким Мехмети. Тој е блед како мртовец, со неисчешлана и неподстрижена коса, која овде онде му се крева од подцрната беретка. Смртта му се наближува и се чини дека тој го чувствува нејзиното присуство. Нема сомнеш дека тој е свесен за тоа. Режимот што го изгради и обожавањето што го наметна не можат да го оттргнат од нејзините преградки. Смртта е единственото нешто што тој не може да го победи. Но тој не е ни првиот ни последниот. Комунистичката омраза кон смртта е монументална. Таа е единствената што не им се покорува на законите на комунизмот, таа е единствената што не прави разлика меѓу комунизмот и капитализмот, единствената која, како што вели Малапарте, прави Сталин, Черчил и Рузвелт да имаат ист крај. Ѕидовите на гробницата во која ќе почиваат. Дали Хоџа го прочитал Малапарте? Дали знае дека неговата митска моќ, таа што му овозможи да го контролира животот на еден народ од 3,5 милиони луѓе, сега нема никакво значење и дека смртта нема никаква почит кон него. Таа единствената што не му се подчинува, единствената што не може да ја затвори во некој од ќелиите на 39 затвори, што ги подигна низ Албанија, или да ја интернира во некој од 70 кампови, каде што го минуваат мачниот изолиран живот, оние за кои тој веруваше дека се негови противници. Смртта се надвиснала над него, сега таа му се приближила, повеќе од кога и да е порано. Несомнено, кој да ги види овие никогаш не прикажани снимки, инстинктивно, барем еднаш би го поставил љубопитно прашањето што мислел тој во тие мигови. И добро, тука би запрел со овој пасус и би се надоврзал со уште еден кој е резиме на постигнувањата на Енвер Хоџа, тој е на следната страна. Албанија е целосно изолирана, таа е на трето место по сиромаштија во светот, поради хиперколективизацијата земјата живее во екстремна немаштија. Политичката каста, одсечена од реалноста, е немоćна да стори што и да е. Скоро сите челници на политичкото биро се без завршено високо образование. Ова просто ми дзуни вака со собствената актуелност. Но Мерсел мислам дека повеќе ќе говори на таа тема. Скоро сите челници на политичкото биро се без завршено високо образование. Шо ме тера да го читам втор пат ова? Чиниш само колку да се запази една чудна традиција на Комунистичката партија на Албанија, чии челници од 1941 година никогаш не беа доволно образовани. И самиот Енвер Хоџа нема никаква диплома. Чуден рекорд што не можеше да се најде во ниедна друга земја. Ваквите околности за него немаат никакво значење. Тој не живее за иднината, туку за минатото. За времето за кое верува дека представува негова епоха, а од која заминува седнат на инвалидска количка, налик на полумртовец, но помоćен и порепресивен од кога и да е порано. Заминува
оставајќи зад себе празнина и две трагични прашања. Кој беше ликот што доминираше во текот на половина од времето на постоењето на албанската држава? Што го вдахнуваше и која беше филозофијата што го издигна на рамништето на најпознат диктатор во светот и човек кој целосно изолира својата земја? Тој замина отстапувајќи го местото на една друга верзија за човекот кого смртта го повикува во своето царство тогаш кога беше најмоćен, тоа пладне на 8 април 1985 година. Еве јас толку за вака за вовед, Фрчко или Мерсел? Фрчко. Ајде, професоре. Добра вечер на сите. Благодарам за СРОС Македонија што меѓу другото се грижи и не снабдува со лектира во овие тешки волнени времиња. Читаме дома. Вака читаме како во Источна Европа пред падот на комунизмот, по некој театар лево и десно. Имав проблем имено да и пристапам на книгата, бидејќи и личноста и режимот представува се она во што јас не верувам во основа. И тешко пристапувате да анализирате текст со таква дистанца. Меѓутоа, пронајдов точка по која сметам дека е легитимна и сметам дека е можеби единствена за оцена на сите режими, и демократски, авторитарни и најцрни диктатури. Имено сметам дека секоја историска нарација е нелегитимна во големи слики, без перспектива на човековото страдање, без купот келе кули у основа на нашите черепи над кои идеите и режимите лежат. Оттаму за мене единствен начин да и пристапам на книгава е од позиција на жртвите и нивните страдања. Тој микрокосмос на човековата судбина пуштена низ ветерот на времето и на станите и секогаш под небото на некои изневерени соништа и изневерени ветувања. Имено јас сметам дека способноста да се развие една посебна социјална доблест, посебен вид на солидарност во некое општество, имено способност да се почувствува болката и страдањето на сограѓанинот е негова дефинитивна одлика. Таа мрежа на врски и односи меѓу луѓето ја зборуваат вистината за режимите, пред нивната идеологија. Значи, нема друга вистина за нив, за сите режими, осем вистината на нивните жртви. Оттаму одејќи ни страниците на еден фин текст, читлив, со многу фин превод, не можам да го оценам албанскиот, меѓутоа Ким направил монументален гест. На ова четиво, јас имав очи и внимание за страдањето, болката и крвта која тече од книгата по вашите килими која читате. Концептите на сталинизмот во тие рамки и Енверовиот е само посебен вид на чувствување задоволство во нацијата, како вели Жижак. Тој е само различен во интензитет и процесите на жртвување и страдање кај неговите жртви се можеби малку различни од оние во фашизмот или во другите авторитарни режими. Тој има еден карактеристичен тунел низ кој ги поминува жртвите, а тоа е самокритикувањето пред ликвидациите и чистките. Тоа е една ритуална процесија кај комунистите, во кои жртвите прифаќаат, како велат лакановците, големото друго, партијата, лидерот да е во право, да таа нивна еманципаторска идеологија е окей, дека нешто со нив не е во ред и тие во тој процес ја жртвуваат, ја ставаат својот живот на тој олтар. И тука писмото на Мехмед Шеку до Енвер Хоџа пред самоубиството е класика за тој ритуал. Тоа е негде при крајот на книгата. Тој го убедува Хоџа дека ја разбрал својата самокритика, ги разбрал своите слабости. Го нарекува братот Енвер, упатува, апелира до него да свати и го нарекува
мој учителу, сакан брату, најблизок пријателу. За да во деновите по смртта, режимот го гледате тука, на сега веќе предавникот и агентот Шеху, он се самоубил или губила, не може ништо да се утврди чисто во таа приказна, кој по пат бил 27 години премиера на Албанија и се одеднаш не предавник и агент. Апсењето, следи апсење и депортација на целото негово семејство, а неговата сопруга е подложена на истражување и снимена со видео. И сега имате театарска сцена. Хоџа и Неџмие релаксирано го гледаат видеото за измачување на сопругата на Шеху како матине забава. Тоа е една театарска сцена. Во крајот на тоа понирање во деталите има вредност кај сведоштвата во книгата и за мене импресивно и можеби единствена воџица која можев да ја следам. Сето друго, таа магла и идеологијата не беше интересна. И сега прашањето се поставува како овој слаб студент, париски забушант и денди, без посебен интерес за ништо, според Екрем Либохова, еден ден станува албански сатрап. Партијата ја освојува, тука има податоци веќе, со помош на југословенските комунисти, посебно со Миладин Попович, као инструктор на Комунистичка партија на Југославија во Албанија, но наративот на таа операција секогаш е преплетен со серија ликвидации на сведоците. И тоа е класика на сталинизмот, исто е кај Сталин, исто е кај Хоџа. Сите позначени личности, например, присутни на познатиот славен говор на 28 годишниот Хоџа на балконот на градско собрание во Скадар, Јавер Хиршути, Антон Харапи, Ернес Количи и серија други, но овие се вака позначени, се убиени по доаѓањето на Евер Хоџа на власт, еден е прогонет и еден е емигрира во Рим. Сите фотографиите, две споредбени фотографии за ова што кажува сега Фрчков, ги имате на страна 3.1.1. Горе е фотографијата кој се бил на балконот, а долу го имате Енвер сам. Сите се збришани и од животот и од фотографиите. Сите основачи на Комунистичката партија од пленумот на 18 март 1943 година, меѓу кои Кочи Дзодзе, Нако Спиру, Лири Гега, Имер Дишница, Джин Марку, Кристо Темелко, се убиени, осудени на долги затворски казни или емигрирали. Убиствата и заверите се во ритуалот на самокритиката и просветлуваното откривање на предавници, агенти и шпиони за кои никогаш никаде не е водена вистинска истрага, ниту докажана вина. Тоа е еден символизам низ кој поминуваат. Нема никаква вистинска истрага. Тоа е ритуал на тешките времиња кои никој не ги коментирал бидејќи. Тоа е многу интересно. Големиот друг, партијата и водачот се тие кои требаат да знаат, се претпоставува дека знаат што прават. Тоа малигно одрекување одговорност и слепа верба во партијата ја плетат трагедијата на комунистичките диктатури. Така е и во Албанија под Хоџа. Не знам дали може да се оствари надежта на авторот, искажана во поведот, за едно ново гледање на Енвер Хоџа и неговиот режим, но поентата на Бленди Февзију за мене барем е постигната со книгата, со приопштување за читателот на сведоштвата на страдањето на верниците на тие идеи во бранот чистки. Низ тој период од 40 на години. Од 44-та, 12 декември почнуваат чистките како влегуваат во Тирана, па потоа 50-тите, 40 на 50 познати комунисти, па чистките од 70-тите до крајот на животот. Последните убиства во 80-тите пред смртта, вкупно сума сумарум негде околу 5100 мажи, 450 жени се убиени, 25.000 затворени, 70.000 интернирани лица. Тоа се ние и тоа се чита ни серија од читливи секвенци во книгата. Тоа е возбудливо на начин, немојте ме сватите дека е тоа перверзно, али е интересно за читање, во секој случај, малку ежи. Документите и сведоштвата со понирање во овие детали ја прави приказната, англичаните викаат крипи, морничава, но истовремено и леплива за читање.
Сега, како таа перманентна чистка, наречена нов поредок, се одвива низ една патологија на времето до екстреми. Е фасцинантно, но фасцинантно од друга страна и вербата која носат нежините жртви. Хоџа ја нема истата верба. Значи, вие ќе видите различен карактер е тоа од сите негови жртви, од сите негови поднаводници пријатели и другари. Никој од големите сатрапи всушност ја нема таа верба во идејата. Таа е привилегија на жртвите. Идејата за големи промени и сон за новиот живот, Хоџа и партијата ја губат по влегување како ослободители во Тирана 44 година. Потоа се е еден крвав кошмар. Кошмарот на големите сатрапи завршува во една чудна осама. Интересно. И параноја, во една, па дури во една патетична верба на крајот од приказната во Бог. Кога Неџмија Хоџа над мртвиот сопруг крикнува, отиде под наводници горе кај своите другари Хисни и Шеху, кои патем сите ги има потепано тој. Изгубени се во тие кошмарни времиња значајни умни луѓе, фамилии вредни за почит. Јас имам тука една радикална позиција, која може би помалку радикална е од Ким, вели, ниеден режим не заслужува една детска солза, но овие луѓе, кои Албанија ги губи под куршумот на Хоџа, се навистина клучни интелекти за албанците, како Лазар Фундо, Анастас Пјасари или Сейфула Малишова. Цела една серија, други да ги ја бројувам. Делот Клерот. Немам никаква толеранција кон историскиот детерминизам и кон револуцијата која ги јаде своите деца. Таа е приказна, сепак е тоа секогаш само борба за власт и узурпација на моќта. Тоа е толку банално и поради тоа уште потрагично. Значи, се почнува со тезата дека чистките ја зајакнуваат партијата, е тој совет кој Хоџа го следи од Милорад Попович, инструкторот на Титова Југославија за Албанија, но Хоџа има сега тука посебен талент за тој спорт. Екзекуциите почнуваат во новата привремена влада од 12 ноември 1944 и траат горе-долу, up and down, до крај. Омразите и политичките скршнувања, големите политички скршнувања, односи на Албанија со блоковите, се всушност мизансцена на овој перманентен колеж. Некои од убиените се повеќе пати погребувани и откопувани, декако херои, декако предавници. Таков е, например, случајот со Нико Спиро. 3 пати е покопуван као херој и откопуван као предавник, прекопуван. Морничава е секвенцата со измачувањата на адмиралот Теме Сејку и неговата, после грозно долго молчење со копач растурена глава пред да биде закопан во плитката кал. Неговиот убиец има сведоштво во книгата. Трогателни се дури аутистичките ритуали на генерал Џан Марку во славењето на своите изневерени ветувања и датуми кои ги славел во својот живот во затворот. За болката на Лири Белишова од неможноста да ја испрати во достоинствена смрт болната ќерка. Истото тоа не го даваат кога е болен, кога е утепан мажот пред смрт, ствари, кога се самоубил. Или ќе го видите еден поетски, последната критика на Енвер Хоџа е од Бедриса Пахију на пленумот, кога тој му вика од публиката: кој си ти? И сам си одговара: ти си човекот од темните улици на Париз. Таа беше последна критика во историјата на Албанија до ослободувањето од режимот. Дипломатијата на Енвер Хоџа, кога лета со единствениот авион Антонов со 4 мотора, не прават никаква разлика. Албанија е изолирана и таква ќе остане до паѓање на режимот 90 години. Интересно и фасцинантно од друга страна е како завршуваат тие заедници. Заедници под наводници. Имено во каков вид на декаденција завршуваат. Завршуваат имено во блокот. Секогаш постои некаков блок, некаков забранет град.
Бачким Шеху ги опишува односите на номенклатурата која живее во блокот. Вика, таму немаше пријатели или пријателства. Постои само заедничко чувство на вина. Само тоа ги спаја. Тоа е бетонот. И врски од интерес. И почнува нешто да се случува како и во затворените заедници, а тоа се да почнуваат родбински да се поврзуваат, да се мажат и женат едни со други. Постои тој свет, светот во блокот и светот отаде блокот. Централното место сега на декаденција во блокот е клубот на партијата, куќата на партијата. Ходжа сите ги реди во 5 сат попладне, као да е англичанец, во куќата на партијата, во клубот, на чај. Има, според свидетелствата, желба во очи да ги гледа. Така да ја пие нивната лојалност. Секој попладне у 5 сат. Еден од аргументите за судењето и екзекуцијата на суд, формално, аргумент за екзекуција на Бедрис Пахију е дека 2 месеца не бил во куќата на партијата на чај. Формално. Приказната влегува во крешендо, како поинаку, освен повторно со големите чистки од 70-тите и 80-тите. И се символизира со испитувањето на Хазби Кадриу и Фечар Шеху. Инаку Фечар Шеху е министер за внатрешни работи. Инаку Ходжа исто така ги убива сите министри за внатрешни работи. Значи, во тие убиства има на логика. Он стои сам и околу него е генерацијата која од него е помлада 15 до 20 години. Нема ништо од соборците. Че он мора да биде сам во таа иконографија. Тоа го прави заклучно со Фечар Шеху. Испитувањето кое авторот го пренесува од Ивака, например, за докажувањето на вината на Хазби Кадриу. Вика, се сеќаваш ли Хазби кога ми рапортираше во вилата во Дајти? Не се сеќавам, другар Енвер, прецизно дали беше 67 или 68 година. Тоа е суштината на твоето непријателство. И Хазби оди Јавана. Само 6000 луѓе успеваат да побегнат од овој албански режим и дополнително 1200 се убиени при таков обид. Кога Ходжа умира 85-та година, партијата не смее да го изговори зборот смрт. Само дека не е повеќе жив. Соопштенијето дека не е повеќе жив. А Рамиз Алија предлага да не се наведе годината кога престанал да биде жив, само онаа кога е роден. Комунистите не ја признаваат имено смртта. Со еден збор, драги присутни, книгата е едно фино, течно четиво, кое ве ежи, ве фрла во неверица, но секако е исклучително сведоштво за Албанија и незините луѓе во тоа време и вредно е да го прочитате, ви го препорачувам. Благодарам. Фала, Фручко. Додека читав книгата, се сетив на еден краток роман, што сум го читал пред некоја година. Во Советскиот сојуз имало една исклучително значајна писателска група, во која биле неколку имиња кои денес се светски познати. Едниот е Данил Хармс, вториот Александар Веденски, третиот е Николај Заболоцки. Има еден кој се вика Николај Вагинов. Он има роман кој почнува со сцена во која еден пензиониран припадник на КГБ седи и под ноќна лампа ужива во својата колекција. Колекцијата се состои од ногти што им ги искорнал на затворениците. КГБ главно се занимавало со политички затвореници. На секој од ногтите имал педантно испишано име и презиме на жртвата и датум кога е жртвата ликвидирана. Има во тој систем кој многу интересно, де факто Енвер Ходжа почнал
да го чисти кругот околу себе побрано од колку Сталин, по возраст и по стаж колку време бил на власт. Енвер тоа го почнал де факто уште пред да ги преземе сите конци врака. На Сталин му требало време за тоа. Енвер е веројатно најбрзиот во таа смисла ликвидатор, чистач на собствената околина. Он прави се за направи свој споменик. Прво ги чисти тие што го знаат од поранешни времиња, односно оние кои се чудат од кај падна овој сега. Второ, нема, колку што ја знам, можеби вие знаете, друг диктатор кој напишал толку страници, односно томови книги, во кои го градел собствениот споменик, за кој веројатно мислел дека ќе се надпреварува со вечноста. Значи, он бил како што фараоните ги граделе своите пирамиди, дури биле живи, за да си обезбедат вечност. Енвер тоа истото го правил практично. Он ги изградил пирамиди, на крај тоа стигнува до буквалност. Нели? И да ја завршам моја втора интервенција, една од неговите жртви е, ако не се лажам, татко му на Фатос Љубоња. Фатос Љубоња е познат интелектуалец, не само во Албанија, туку и пошироко, и го има, само да не утнам работата, како секој високо култивиран писмен интелектуалец, во спомените на Тоди Љубоња има два пасуси кои се страшни. Тој говори за пишува за четвртиот пленум на ЦК, кој бил најжесток од низата пленуми кои следуваат подоцна, се работи за 74 година. И сега тој опишува атмосферата во која и тој е изналепен со сите можни етикети. Љубоња пишува: либерализмот стана чума на времето. Најактивни елементи станаа традиционалистите, мувлосаните конзервативци, противниците на иновациите, неталентираните, кон кои поради тортурите се приклучи и по некој талентиран. Чиниш само за да нема исклучок од правилото дека ниту еден талент, ова е цитат, колку и да е посебен, не се спасил од впрегнување во режимското рало. Оваа реченица за талентите кои не се спасиле, односно кои милум или силум се впрегнале во режимското рало, исто така има значење кое е далеку пошироко и од времето и од местото кај што е напишано. И продолжува. Говори сега за говорот на Енвер Хоџа. Неговиот зверски тон се одбиваше од зидовите на палатата. Пред неговите очи не постоеа луѓе. Чиниш политичкото биро беше легнато на грб врз масата на президиумот. Сите нешто бележеа, без и самите да знаат што пишуваат. Сцената е како од Гоголј, како од ревизор. Тие што говореа пред него почнаа да се тресат, зашто нивните дискусии беа многу анемични. Тие беа многу далеку од анатемите што ги искажуваше Енвер Хоџа. Тој врескаше: вие сте космополити, противници на народот, антисоцијалисти, анти, вие сте црви, полжави, вие им припаѓате на Москва и на Ленинград, на буржуаскиот Париз. Тој е дојден од Париз, ако не се лажам. Тој е единствениот комунистички диктатор кој во својата земја не дошол на руски тенк или во руска придружба. Единствениот комунистички диктатор кој не поминал ни една ноќ во хотелот Лукс, од кој излегувале живи или не излегувале. Само оние поумните сваќале дека тоа е стапицата, дека таму се микрофоните и ако лавнат таму нешто, завршуваат
или во Љубјанка, во затворот на КГБ за ликвидација, или право во Сибир. Значи, тој вели на буржуаскиот Париз и на капиталистите на Белград, ќе ве смачкаме како да сте црви, вие сте ѓубриња, партали. Говор на пленум на ЦК. Мерсел, ајде преземе. Не, Добро вече, благодарам на поканата. Добро. Само подалеку. Па добро, после двајца толку добри соговорници, значи е добро и лошо да земате збор. Добро е затоа што се си кажуват и потоа ви е полесно. А лошо ви е оти немате што да кажете повеќе. Но јас ќе се потрудам нешто да кажам. Што не е кажано, евентуално, или ќе дадам своја верзија и визија во однос на ово прашање. Ова ми е трета книга, интересно, мора да признам дека големата љубопитност и радозналост да навлегувам во неговиот свет, иако е многу тешко, значи, да навлегувате во еден свет кој не ви припаѓа вам и немате ментален капацитет, ниту ментален код тоа да го разберете и колку и да читате и потоа ќе посакувате барем 5 минути да бидете како него или во неговиот ум, во неговиот мозок, за да видите како изгледа светот, како изгледат појавите, другарите, пријателите, амбициите и многу што. И потоа може да кажувате нешто за таквата личност. Втората книга ми беше подарок исто за Енвер Хоџа од поранешниот норвешки амбасадор, кој интересно и самиот беше автор, и тој напиша верзија на еден негов пријател од детство, кој имал албанско потекло, значи тој избегал со мајката уште како дете од 2-3 години, и во Норвешка станал голем експерт за експлоатирање на нафтата и кога во 70-ти години Мехмет Шеу зајакнил видно и мисли дека можеби е потреба да направи некаков пресврт, првенствено економски, за да може држава да се развие, мислејќи дека е многу јак, од и двата внука му биле на клучни места, и дека треба да стартира со експлоатацијата на нафта, што Албанија во така приличен квантитети ја има. И затоа инстирал да го донесе тој експерт и едва и успееле да го убедат да дојде во Албанија и ми се чини дека склучи некаков договор дебело да го платат. И тој поради носталгија или потеклото негово се убедил дека може да помогне и дека тоа ќе биде и дури исплатливо. И потоа претрпел огромни мачување и психички и физички, останал неколку години, не може ни да ја напушти Албанија и на крај заврши многу лошо. И тој дава една посебна верзија за убиството на Мехмет Шеу, што многу се коси со двете книги, кој има друга верзија, а јас мислам дека можеби ово другото е пореално отколку тоа што окажува тој експерт и но секако што и да е. Значи без да не навлегуваме во вистината, се работи за нешто многу исклучително. Се работи за диктатор невиден кој, пак кажувам, дали го правил тоа поради некаков висок идеал, силен идеал за нешто, дали тоа го направи како калкулација
поради личните амбиции за да владее, бескрупулозно, значи, да ги елиминира сите противници и да владее како што сака лично, или се работи за комбинација на и првото и второто, но факт е дека секој што ово го гледа рационално, значи од аспект на успесите или неуспесите на поновата Албанија, мислам, од Втората светска војна па наваму, веројатно ќе каже дека што и да е, без оглед на тоа што бил неговото убедување, реално дека направил една многу заостаната држава и невидена диктаторска држава, значи тамо не сте смееле, дури ако сте сонувале нешто кој асоцира на тоа дека негативно може да асоцира на владењето и сте му се довери на некој пријател, по автоматизам сте добиле 5 години затвор. Затоа што од самиот факт што сте сонувале тако нешто, значи вие сте мислеле реално нешто слично. И сега, кој е заправо Енвер Хоџа? Тој е еден по интелигенција доста просечен, значи некој медиокритет и веројатно тоа го натерал да биде многу суров. Особено, значи, во однос на тие кои биле поинтелигентни. Значи, тој не ликвидирал луѓе само по убедување или му се спротивставиле, затоа што можноста била многу малка. На прсти може да ги наброите луѓето кои, посебно после 53-та, 4-та, што директно ќе може да му се спротивставува, туку едноставно штом уочил голема способност и популарност кај некого, тој ќе смислен нешто и ќе монтира за да го ликвидира. Често, значи, практично самиот пресудил има една снимка која се даваше едно време, кој на пленум на Централен комитет, тој од говорницата му се јави на некому директно дека тебе ќе те суди судот и ќе завршиш или у затвор доживотно или на смрт. Значи, тој е осудува, тој е судија, тој е обвинител и така натаму. Дури за време на војната, тука очигледно дека југославенските помагачи го поддржувале да биде еден од главните организатори на војната, иако тој порано значи, бил некој бунтовник, протестант, протестирал често, кажам, бил просечен, и бил просечен и професор, просечен и, да не кажем, никаков интелектуалец, не успел да заврши факултет, иако добил огромни финанси од луѓе кои ги ликвидирал подоцна. Значи, ги елиминирал. Тој најблиските пријатели кои делел заеднички живот од детството, кои го поддржувал и финансиски, и материјално. Едниот, например, двете куќи му ги остапува за време на војната и завршува многу лошо, значи го осудува на смрт. Значи тој, меѓутоа, без оглед на тој медиокритет, тој има еден инстинкт, неверојатно развиен инстинкт, да уочи или да констатира кој може да му биде конкурент. Не само да му се спротивставува, што било, значи, многу ретка ситуација. Туку кој е тој што може да му ја загрози функцијата и потоа ќе смисла многу што за да го елиминира. Затоа и за време на војната ние имаме десетина мистериозни убиства кои никогаш не се докажа што се случи. Или се самоубиле, или под заседа се убиле од некого, но сето се предпоставува дека сепак некој стоил за тие атентати и убиства. А после војната тој е башка приказна, што мислам дека оваа книга е премала да се опишува што се има случено таму. Значи, тој исто време бил неверојатно
калкулант. И затоа јас ја побивам помислата дека може би се работи за некаков идеал кој тој фанатични верувал на таков идеал. Значи тој калкулира едно време дури со американците и со англичаните. Цело време калкулира со југословените. Потоа кога било потребно бил антијугославенски, па ликвидирал тие кои биле блиски до југославените. Едно време како антисоветски после 48-та година претежно се врзува многу тесно со Сталин и ги ликвидира пројугославените. Значи, тука едноставно констатација дека тој сепак калкулирал цело време да се движи во насока на тоа за да не биде загрозен власта. Значи, сепак од тука може да произведе дека власта му била целта, значи, главната цел во сето тоа. Интересно е 47-та година, пошто тогаш имаме еден некаков мешовит парламент, кој произлезен од војната можеле, значи, да учествуваат и други групи на другите политички сили кои биле послаби. Значи, предноста на Енвер Хоџа бил што тој стварно имал силна, единствениот бил со организирана војска што му се спротивставил на фашизмот на италијаните, подоцна на германците, а другите групи биле нерелевантни, значи поделени до крај. Зогисти, балисти, не знам какви десничари и умерени левичари, но значи никој од нив не представувал сериозен предизвик за Енвер Хоџа. И неговата позиција, значи, со таа огромна војска кој успеал брзо да ја организира, првенство помош на југославените, но и блиските другари. Тој едно време држеше дага видни интелектуалци околу себе, потоа ќе ги знајдеше нешто, ноќта ќе ги изедеше и тој пак пливаше, продолжуваше самиот да владе. 47-та година, значи од тој парламент, од таа собрание, само поради, значи, одвоено мислење или поради различно мислење и ставови дека Албанија треба да продолжи да функционира како либерална, плурална демократија, ликвидирал 17 пратеници, меѓу кои и Енвер Зарзани, кој му бил пријател од детството. Главната алатка на ова му е Сигурими. Има една анегдота за Сталин. Сталин станува са бајле наутро и му вели на главниот екзекутор, министерот за внатрешни работи Берие, каже, другар Берие, каже, интересно, каже, јас нема лулата, каже. Берие каже дека другар генерален секретар, многу брзо ќе го најдеме, каже, нема шанси. Помија 24 часа, лулата пак никој не успеа да ја најде и утре дента, значи после 24 часа, Сталин излегува, знаеш што, другар Берие, каже, интересно, лулата ја најдов испод кревет. А Берие му одговара, интересно, каже, другар генерален секретар, каже, а веќе 3 милиони руси признале дека имаат украдено. Значи, главната алатка му бил Сигурими и тука тој направил еден организам со неверојатно стравопочит. И тој Сигурими успел најмногу присилно 10% од населението да ги натера на соработка. Значи, Сигурими имал околу 200.000 соработници, кои ги условувал уцено на различни начин за да служат потоа како соработници, за да се дознае секоја ситница што може да асоцира на некако загрозеност на апсолутната власт на Енвер Хоџа. И интересно дека и во рамките на Сигурими често ги ликвидирал луѓето кои мислат дека веќе зајакнувале и се популаризирале
и одма ги прогласува за соработници на УДБА, на ЦИА, на МИА, на не знам каква, и ги елиминирал од позициите и од животот често. Во 1956 година, тука е интересен еден настан. Знаете дека практично 56-та доаѓа на власт Никита Хрушчов во Советскиот сојуз и кој практично упатил големи критики во однос на владењето на Сталин и најави пресвртница во однос на постепеното демократизирање на односите, што на Енвер Хоџа апсолутно не му се допаѓа тоа. И тука е на еден пленум во Тирана, охрабрени од промените што претhodно се има случајно во Советскиот сојуз, се охрабрија неколку лица јавно да го критикуваат Енвер Хоџа, мислејќи дека конечно му е дојден крајот, и дури тука веројатно помагала и советската амбасада и југославенската амбасада во Тирана и сите нивни инсталации кои функционирале, но и тука Хоџа значи се снашол, не постапил првин агресивно, значи туку балансирал со нив, потоа после 3-4 дена значи сите ги ликвидирал и излегувајќи од еден друг состанок 40 делегати значи од пленум, по излегувањето од салата одма им се стават лисиците, потоа се носат на суд и мнозинството од нив се екзекутираат. Овој се казваат на смрт. Близок пријател, многу близок пријател на Хоџа, бил и известен Сирија Селфо. Тој со години го помагал Хоџа и како професор кога работел, и како протестант што протестирал цело време со одредена група, или кога работел во Тирана, продавал тутун или цигари. Меѓутоа, тој, иако бил многу близок другар со него, сепак знаел да застапува сопствен став. И токму поради тоа, зашто кога зајакнал Енвер Хоџа и него го ликвидирал, иако го сметал како многу близок или како негов, често го нарекувал и како брат. Неговата политика, надворешна политика, се заснова во неконзистентност. Значи, цело време тој калкулирал во однос на надворешна политика која е неговата позиција и што му е на полза за да ја сочува власт. Значи, час бил многу близок со југославените, со Тито, потоа бил неверојатно значи, екстремен непријател на Тито и на југославените. Потоа бил многу близок со русите, со Сталин, дури му направи споменик во центар на Тирана, и штом дојде значи, до некакви промени со Никита Хрушчов, станал значи, невиден противник и непријател на русите, и потоа се врзил со кинезите, Мао Цедунг, и тоа до одредено време, мислам дека 84-та или 5-та, пред да умере, практично и со нив расчистил и бил против цел свет. Интересно е тука приказната со Коче Зозе, кого го сметал за и го поддржувал за многу близок со Тито и југословените и му раскажува нему претходно за некого со името Нико Спиро, кој бил близок, заправо бил противник на пројугославенството, и тој извршил самоубиство по закана дека
Енвер и така ќе го ликвидира. И Енвер кога дознаел дека изврши самоубиство, му се јави на Коче Зозе. И го викнал и му кажа, знаеш дека, каже, Спиро како пес извршил самоубиство. Затоа што е антијугославен. А потоа го ликвидира Коче Зозе затоа што е пројугославен. Интересно е приказната со Мехмет Шеу, кој веќе беше кажан тука од професорот и од Милчин, дека му бил близок соработник, значи 30 и нешто години. И што се случи со него? Неговиот син направи веридба со една девојка која била ќерка на некој десничар, порано противник на режимот, иначе позната спортистка. И меѓу него консултирал предходно Енвер Хоџа за веридбата. И Енвер Хоџа бил веројатно некаков одмор 2-3 дена и кога се враќа, му честита и тоа со супругата го посетува, значи Мехмет Шеу дома, му честита за веридбата и овој објаснува за ќерката потеклото по родител. И тој каже, добро, ама ќерката нема врска, не е виновна поради потеклото и посакува среќа. Но реално помисли нешто друго. Значи веќе ги координирал сите потези за да го елиминира и него. И тој тоа го приметил кога почнат блиските да го почувствува дека блиските соработници негови, значи Мехмет Шеу како премиер, почнат да му се спротивставуваат и почнат да не го слушат. Значи некој пракчи им дал таков сигнал да се однесуваат. И овој почувствал и отишол директно кај Хоџа. И овој пак по старото му објаснува дека ништо се нема случено, дека младите се сакат, дека не би требало да се гледа у минатото, но практично тој цело време значи планирал да го елиминира и кога чувствал Шеху дека се спрема негово прво разрешување, прво маргинализирање, потоа разрешување и потоа се знае како заврши, тој изврши самоубиство. И напишал едно писмо како некој исто предходен. И на писмото тоа што кажа професорот продолжа да покажува лојалност, дека животот го дава за партијата со некаков ритуал дека погрешил и дека многу се кае и во тие моменти дека погрешил и дека му посакува здравје и долг живот на Енвер Хоџа и му треба на партијата и тука автоматски се поставува прашање зошто и при таков момент. Одговорот е страхот поради семејството. И дури обично на тие писма последниве реченици го молат, значи Енвер Хоџа како аманет, значи да се грижи за нивните семејства, што Хоџа апсолутно не ги зема во обзир и ги интернира и ги малтретирал цело време, дури децата не им овозможувал, им забрани да се школуват и тие цел живот, значи плаќал е цех на некаква казна или баре според него казна. Има и една констатација кај двете книги што сум ги прочитал, меѓутоа двете искажувања се во хипотетична форма. Значи се поставува у знак прашалник сексуалната ориентација на Енвер Хоџа и тука и кај оваа книга се поставува исто така хипотетично без некои докази. И се дават на помисла дека можеби тоа е причината на неговото однесување, што јас не верувам дека може да е така. И според мене заклучоци во однос на ово што го читаме, што сме го прочитали и ќе го читате, се овие. Прво, значи, се работи за личност која е медиокритет, значи со просечна интелигенција. Второ е
дека ликвидирал се живо и пријатели, и противници, и неистомишленици, и конкуренти. Трето, дека правел се со најсилна кампања со тогашните средства, значи од најнеразвиените, кога имал само весници, потоа радио и покасно и телевизија, па се до стилот уста на уста, значи кој имал специјална екипа за да го величат како личност и неговото дело. И тука бил, значи, до крај перфектно. Успеал да се наметне без никакви резултати, дури негативни резултати, што ние денеска тука имаме таква кампања кога се фалиме дека се ни е најдобро, а практично ни е многу лошо. Масовно, со помош на Сигурими, ги следел луѓето. Се предпоставува дека, значи, над 60% од луѓето ги следат на различни начини. Како доушници, или со технологијата подоцна. За жал и денеска ние и тука имаме ситуација која можеби покасно после некое време ќе излезе на површина дека и тука се следат и се следени луѓе без никакви правни основи и документи. Пето, значи ги контролирал во целост институциите на власт. Да не кажем ги персонализирал. Значи не може да се каже дека ги партизирал. Ги персонализира. Значи, тие институции биле лични негови, не биле на партијата, иако тој се повикувал на партијата. Но практично биле лични негови институции, вклучително и судството, кое јас сметам дека му било лично судство. Потоа невидено, и ние сега имаме и така проблем со судството, како што гледаме. И тука можеме, значи, не може да се пофалиме со нашето судство, кога практично помага на тие кои се прекршители на закони и начела и принципи и морал и така натаму. Имаме потоа невидено лицемерие. Значи, на секој проблем, на секој прашање присапил со невидена хипокризија и лицемерство. Значи, едно кажувал, второ мисел, трето правел. Или четврто очекувал како резултат. И најверојатно сексуална ориентација, што можеби и кај нас можеби да биде актуелно да се каже. И се ме плаши дека нешто многу ми наликува на некакви односи наши тука внатре. Благодараме. Хвала, Мерсел. Некако ова што го изговори Мерсел го отвора прашањето. Мислам, јасно е дека приказната за опасноста на медиокритетот кој ќе добие премногу власт, односно на просечниот кој ќе добие власт која не може да ја носи, таа нема граници. Прашањето е како тоа може да се случи доколку не мислиме дека сите околу него се идиоти и дека не ја препознаваат навреме опасноста. И за тие прашања има и некои други книги, се разбира, немам намера сега да нудам одговор на таа тема. Доколку имате коментари или прашања, повелете, а оние на кои ми е покомотно да се изразуваат на албански, Лјулјета Адеми е тука и она ќе ни помогне со превод на македонски. Така и еве има и микрофони, така да ако имате некои коментари или прашања, повелете. Само кренете рака па ќе стигне микрофонот до вас. Сега малце сме хендикепирани дека не ја знаеме содржината и ви благодариме многу што... Добро, ама предпоставам Ни дека не ве знаат презентирате. сите. Добро, јас сум Виктор Габер, кој што случајно се најдов таму во тоа време на демократизација на земјава.
односно каде што стариот систем си одеше, врз основа на еден јак притисок пред се на младината, интелигенцијата, а тоа беа студентите кои што навистина покрена еден бран. Тоа беше периодот, се разбира, и на отварање на блокот, односно паѓање на блокот на исток, али сепак процесот го носеа на својот грб студентите, меѓу кои мислам дека е и овој автор. Не тврдам, али мислам. Еве, потврда имаме овде од колешката дека тој е еден од овие што тие денови директно се судрија со полицијата и полицијата се повлече едноставно. Но зборот ми е, бидејќи бев и присутен кога паѓаше големиот споменик кој што е 2 пати поголем од овој овде нашиот, на 100 метра што е високо издигнат. Гневот и она што представува озлојаденост со тој систем го видовме кај рударите. Рударите и обичните работници. Тие фактички го срушија режимот. Студентите покрена, но масата... Ја зашто го зимам микрофонов? Да кажам дека интелигенцијата тогаш релативно ќутеше. Не правам паралели, али вие ќе ги сватите паралелите. Интелигенцијата дел, нормално, меѓу кој и чувениот, не го напаѓам, сметам дека е голем писател, Кадаре, кој што романот, ако не се лажам, Руска зима се викаше, го препишува 2 пати за да му удоволи на Енвер и за да може да оди на меѓународните писателски конференции. Да ја представува, он е, пазите, преседател на писателите на Албанија. До таму се одеше. И една мала друга епизода во врска со тројката која што ги правеше бункерите, 800.000 бункери во една земја. Двајцата, едниот што е воен представник во таа тројка и едниот финансиер, односно касата што ја држи, не стануваат. Јас за среќа имав можност со Робер Балаури, кој што е инженерот, кој што одредува колку бетон, колку железо и слично ќе се стави, преживеал. Случајност. Сакам да кажам дека се уништува се она што треба да представува доказ за едно авторитарно владење, за едно диктаторско владење, за една налудничава власт која што еве доведе земјата до тоа да биде најсиромашна не само во Европа, туку и во светски размери. Едно мало сведоштво и фала ви многу. Рамадан. Добар вечер. Рамадан Рамадан, НИСМА, Институт за слободна мисла. Имам прашање до господинот Мерсел Билали. Прашањето е претежно албански, но ќе го користам моето право да зборам на македонски. Дали професорот размислувал околу контекстот на Енвер Хоџа и тоа за разликите, например, зошто кај албанците од Македонија не е јавно поштовано или овековечувано ликот и делото на Енвер Хоџа за разлика во Косово. Истата ова книга која денеска се издава на македонски беше јавно запалена во Косово. Во Албанија имаше остри реакции за неа, во Косово има и официјално една улица која што носи името на Енвер Хоџа и така натаму. Би сакал дали има размислување во овој контекст, дали, не знам, ваква промоција би можела да се случи во Косово, иако, значи, за разлика од тоа што тука видни енверисти, кои ние албанците од Македонија ги памтиме, се веќе на власт тука. Значи, а ние сме тука здрави, живи, читави и еве славиме промоција на книга која, меѓу другото, збори ептен неубави работи за еден грд човек. Па добро, ја мислам дека ние сме отворено општество и сите опции. Овие овде? Да. Ова мало отворено? На ово мало тука, ограничено на 20 метри. Значи, како идеја, без оглед на состојбите, практично е, не гледам дека е голема трагедија ако некој е енверист. Мислам, како што и секој има право да биде анти-енверист или да биде монархист или анархист и не знам што, либералист, некој може да биде енверист. И поприродно право тоа, значи нема, значи никому не смеме да оспориме тоа што ние посакуваме за себе.
Меѓутоа, ја мислам дека треба да се разговара врз основа на здрави аргументи. Аргумент е тоа што јас го претhodно го објаснив, значи да гледаме на делата. Дали со толку владење што направил добро. Ево, ако ме прашате мене лично, јас би рекол дека може би 2 работи направил добра, а 98 работи направил лошо, но мора да ги спомна и тие 2 добри. Зато поинако, значи, нема да бидеме реални и објективни према тоа што е предмет на анализата. Направил добро што стварно изградил многу темелито образование и го масовизирал тоа. Што и ден денеска се чувствуваат и албанците од Албанија се негде 50 години понапред од овдешните албанци, да не кажем и од Косово некои 30 години. Тоа е позитивно. Второ, ги елиминирал тие верски дисонанти или разлики, ги амортизира. Да. Па чудно, ама мене ми е природно. Али ме предбека, да. Чекај, бе, ја ми се дава, када не престана. Добро знам дека дамите се нестрпливи, ама ево јас ќе бидам стрплив да ги слушам и поинаквите верзии. И, значи, второто е дека ги амортизирал верските разлики до ниво што ден денеска, например, тие имаат многу поинаква култура во однос на верите, во разлика од другите албанци или тука или на Косово. Тоа што и велам дека 50 години. Отворете, например, сите програми на албанската телевизија, ќе видите кој квалитет на програми тие може да спремат. Ние може би и 100 години ќе ни треба да стигнеме до тој квалитет. Добро бе, ајде сега, кажи, дозволи прво да заврши. Ајде, благодарам. Ајде, добро, ајде. Не, јас не барам збор, него жалам професорот е и колумнист и професор и современо и паушални зборови да или проценки да дава, тоа е многу недобра појава. Албанците во Македонија и албанците во Косово беа енверисти, тоа е точно. Беа енверисти Рамадан, али не знаеле што е енверизмот. 50 години понапред албанците од Албанија, тоа значи дека вие правите една дигресија во еден етникум, значи правите една поделба во една нација, временска поделба. Јас не можам да кажам дека албанците во Албанија се 50 години понапред од албанците во Македонија, бидејќи немате мерила во моментот да аргументирате зошто е тоа така или како дојдовте до тој заклучок. Албанија е представена преку медиумите како што се Топ Channel телевизија, Клан телевизија, Агон телевизија. Знак прашалник е капиталот на тие телевизии, од каде влегуваат и како тие циркулираат. Точно е дека Бленди Февзију прима плата може би 15.000 евра месечно, а нашите новинари едва и примаат плата. Значи, убаво е да кажете, бидејќи вие сте албанец сам и следите кои се околностите во Албанија, убаво е да кажете дека и во Албанија продолжуваше, да кажеме, авторитарниот режим со Сали Бериша. Убаво е да кажете дека економијата се уште е во многу ниско ниво во Албанија. Убаво е да кажете дека системот, образовниот систем во Албанија денеска е тотално деградиран. Ама убаво и да се држиме за темата. Ова што сега вие го говорите, извинете, и ево аут. Али тоа е Аут од темата, не можеме ние... Тоа е влијание на еден диктатор, како што е Енвер Хоџа. Тоа е влијание на диктаторски режим. Значи, ако тој владеел 50 години во една држава, јас не можам да тврдам дека тие луѓе или тоа општество е 50 години понапред од општеството во Македонија.
Тоа ми беше идејата, Милчин. Не, Извинете, малце ве Тоа нервирава ли дека паушалните ставови на вие сте паушална, сега јас ќе ви кажам како не албанец. Стварно ми пречат. Паушално е да говорите дека Зборуваме, албанците дебатираме. во Македонија биле енверисти, што значи сите биле исти. Да, биле не е енверисти. точно. Биле Не е енверисти. точно, не биле сите енверисти. Јас ви тврдам Не, дека биле ма, енверисти, извинете, господине. јас знам живи албанци во Македонија кои биле моја генерација и така, Може за би кои тие знам дека не биле се, може енверисти. би тие се една мала миниатурна И група. да е мала, Тоа е мала и да е миниатурна малцинство, група. не можете да го кажете тоа. Не можете да Јас кажете ви дека тврдам и ние сите можеме да албанци на разговараме Косово во биле една енверисти. конференција. Тоа е Добро, клевета, пардон. Добро, окей. Тоа е клевета. Окей, продолжуваме И дале. немојте да ги клеветите. Јас ви И велам не, дека не биле ни 10% сите од албанци во Албанија енверисти, ниту антиенверисти. Јас ви велам дека денешните лидери во политичката сцена се уште ги читаат книгите на Енвер Хоџа и затоа ви велам дека влијанието на енверизмот кај албанците надвор од Албанија е се уште неубаво анализирано. Како и да е, јас не сакав да ве нервирам, мене ми пречеше тезата на господинот Билали дека ние сме 50 години поназад од албанците во Албанија. Тоа е многу погрешна Добро, и многу ево и Силвио, 49. многу штетна теза. Тоа е ваша штетна теза. Ево 49. Јас сум студирала во Албанија, господине, и знам многу убаво. Дали некој уште сака да земе збор? Повелете. Мистер Билари, Овие помладиве генерации не ве познаваат, представете се. Пак. Опи Усеин од Гостива. Ја поддржувам мистер Билари што рече дека тие се напредни луѓе нивните. За времето кога било Енвер Хоџа, ние сретнавме во фабрика како индустријалец ја. Човек кажуваат немец, потврдува, и кај нас беше, а кај нас живеел тој 10 години монтирал фабрики во Нови Сад, сегдека, и потврдуваше дека за кратко време нивните луѓе подобро го сватиле автоматизацијата на машините. Од Лајс, тоа фабриката го представува Мотрија. Ја тоа. А вие, Андријана, што рековте вие, ја по техника го кажувам. А иначе сега не е напредна Албанија. Тогашно време Елбасан беше фабрика една железара, јас сум посетил фабриката, и за време Југославија сум посетил, и после сега немам посетено, само имам луѓе што одаат тамо, исти инженери, машински инженери, што произведува арматура за граđевина, истиот сега го држи Турчинот тамо. Истата, не е ново направено, нешто напред, нема појдено. Сега, како било тоа, и сега е исто тоа. И продадено тоа. А вие ако гледате гледна точка на некоја уметноста или згради или ова, без индустрија, без производство не се гради држава. Да тоа го кажувам. А што се вика, секого можеме ние да викаме сега, кај нас бе, знаеш што е една тема? Кај нас го сватија македонскиот народ, дека фабриките што беше за време Југославија, фабриките викаат дека е од работниците. Тој клаузула, тоа најголемо штета го биде, зашто мене, ја ако сум работел во Силика, пример, мене не ме викнал, јас сум пишувал во Олбас, ме примил на работа. Како можем ја да бидем акционер? Акции да имам во фабрика. Државата го знаа, да ти кажам, после самостојувањето на Македонија, да знаеш, олигархите знаат, и може и новинарите тоа да го понадат, да го пишуваат, го знаат како луѓено, дека најлоша газда е државата.
Тоа е толку. Добро, благодарам. Дали имаме уште некој што би сакал да каже? Да, повелете. Мустава Пеза. Добро вечер на сите. Најпрвин една благодарност на Сорос фондацијата. Без оглед на сите илустрации, чуда и обиди за одзимање ваму таму, сепак добро е што прави еден ваков проект и за поздравување што ова е прва книга, се надеваме дека ќе следат и други. Диктаторските режими имаат своји почетоци, но имаат и свој крај. Исто како животот на човекот се one way street, што викаат на енглески. Јас го знам и режимот, го познам, затоа што дел од моето семејство е од едниот родител ми е од Елбасан и знам што преживеало моето семејство таму заради еден напис на мојот татко тука, но не е битно. Не сакам да зборувам за лични работи. Сакам да кажам дека Албанија после, јас отидов во Албанија на 28 јуни 1991 година, кога за прв пат за да ги видам своите роднини. Беше затворена границата години соред и кога нема видено, најдов многу малце од моите чичковци и тетки. Меѓутоа, ја бев оној ден кога заврши посетата на американскиот секретар Бейкер, кога Соединените американски држави дадоа како помош $3 милиона, беа многу разочарени. Меѓутоа, разликата од тогашната Албанија, од најцрните денови на Албанија, земјата која што, да речеме, беше растурена, беше за никаде, и денеска е многу голема. Ја би се сложил со професорот Билјали дека образовниот систем што го остави Енвер Хоџа е доста, затоа што од Албанија се имаат отидено негде од 800.000 до 1 милион луѓе надвор од Албанија. Меѓу нив се смета, според Бленди Февзију, во една емисија Opinion, се смета дека имаат излезено надвор од Албанија 300 до 400.000 интелектуалци. И тоа кога ќе ги слушнеме нивните дебати и после тоа кога ќе ги видиме како седнуваат на кафе, кај нас после такви жестоки дебати се взимаат калашникови и се случуваат разни работи. Така што јас уште еднаш би ја поздравил оваа иницијатива. Би го поздравил и господинот Габер, не знам дали ме слушна. Господинот Габер, не знам дали ме слушна, би го поздравил. Јас имате еден поздрав од деноиве од Едуард Сулјо. Благодарам. На крајот ќе испадне дека јас како македонец прв сум ја видел Енверова Албанија. Јас во Енверова Албанија отидов во јули 78. Ми се случи тоа лето да бидам најпрви на Куба, а потоа во Албанија. И можев да споредам. И можем да кажем дека Албанија доживеав потрауматично. Можев да отидам тогаш, толку рано, 78, бидејќи покојниот ми тетин беше амбасадор на Југославија во Тирана. Виктор го познава, Трајко Липковски. Тоа ми беше прво искуство да влезам во една држава, а пред тоа да мора да се отклучи врата, потоа да видам ограда жичана која се влече лево и десно, се протега, и потоа почнав да правам бункери. И тетка ми вели, Влада, немој да се занимаваш со тоа, сите што доаѓаат се обидуваат да ги избројат, нема шанса, премногу ги има. Но, потоа ја имав таа среќа од време на време на 3-4 години да одам со театар и така натаму да гостувам во Албанија и можев да го видам напредувањето. Можев да ја видам и онаа драма 96-та беше со оружјето 7. Тогаш работев представа во Тирана. Смртта на Антонија работев. И се сеќавам дека еден актер кој претходно беше пратеник во парламентот во Албанија, Андричим Джепа, вика, бе, Владо, кај си го нашол овој текст, зошто го работиме овој текст? Што значи тоа за нас? Кога пукна тоа со оружјето, после тоа Андричим Джепа дојде овде во Скопје, се засолни едно време, вика, за жал, сега ми е јасно зашто ја работеше
смртта на Дантон во Албанија во 97 година. Јас знам една работа, дека извлекување апсолутни заклучоци за мнозинство или за малцинство, за македонци, албанци на Косово, извини Аделина, на Косово, мене најблизок човек ми беше актерот Истрев Беголи. Требаше да го чуеш него кој кажува што мисли за Енвер Ходжа и твојата теза ќе паднеше во вода. Јас не сум супортер на Енвер Ходжа. Не, ја не говорам дека си супортер. Јас се противставувам на тезата дека сите албанци во Македонија и во Косово биле енверисти. Не сум ги броел, ама знам куп албанци и на Косово и во Македонија кои не да не биле енверисти, туку им било јасно што се случува. Јасно им било злото на просечноста која добила цела држава враце. Тоа ми се чини она како можеме да го дефинираме. Не сум сигурен за сите вредности на образовниот систем Мерцел, бидејќи како професор можев да видам како изгледа Академијата за драмски уметности во Тирана. Не е точно тоа, има тука големи прашалници, меѓутоа точна е една работа. Дека во денешна Албанија, колку што ја знам, нивото на политичкиот и културниот диалог е повисоко од колку нешто го имаме ние во Македонија, не само албанците. Ние во Македонија, кога велам, мислам и на едните, и на другите, и на третите, и на четвртите. Така што не можеме, не смееме да бидеме толку самобендисани и да правиме споредби во кои ние сме негде многу високо, а нашите комшии се негде многу ниско. Ако си негуваме такви илузии, си ласкаме на себе си и едни на други, тоа скапо ќе не чини. И дозволете ми сега да им се заблагодарам на Мерцел и на Фрчко и на сите вас кои дојдовте. Се надевам дека пак ќе се видиме, дека некоја следна книга, а ние не издаваме значи само книги за диктатуриве и така натаму, и други книги, следете, мислам дека нема да зажалите. Се најубаво.